Добре, криптоентузијасти, денеска ќе зборуваме за проектот Astar. Проект кој што го има во нашето портфолио веќе 4 години, но не директно, туку индиректно, како дел од нашата инвестиција во аукциите на Polkadot. Тоа малку подоцна. Ова е нормално малку задосното видео, така да се извинуваме за тоа, но знаете, премногу работа, едноставно премногу обврски, а и премногу материја, но стигнавме да го вработиме. Ова е практично 108-миот коин кој што го вработуваме во плейлистата за анализа на алткоини на нашиот канал. Ова е дел од нашата недела, нормално како програма. Во сабота и недела останува тоа со текот на утрешниот ден да имаме уште Patreon заедница лайвстрим. Веќе имавме 2 успешни лайвстримови во текот на оваа недела, доколку не сте ги погледнале, може да ги најдете на нашиот канал. Останува во текот на утрешниот ден, доколку сте, да ни се придружите во Patreon заедница лайвстрим, доколку не, станете дел од нашата Patreon заедница, линк може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа и повторно придружете ни се на оваа Patreon заедница лайвстрим, каде што може да разговарате директно со нас, да се пријавите за нормално бидете дел од нашата емисија, доколку имате некоја анализа, нешто да споделите со нас, како и да прашате се што ви интересира за времето на овие лайвстримови. Додека дополнително, као што знаете, сами се ближиме конечно до сега најголемиот кембиџиски офлайн митап во Битола на 29 март, каде што, као што гледате и сами, имаме 5 говорници кои што ќе земат збор со своја нормално презентација. Вчера имавме состанок со Мотика, многу интересни вести, не смеам да ви кажам додека не дојде самиот настан, но нешто интересно изненадување ви подготвуваме. И нормално уште едно интересно изненадување е фактот дека Crypto Hub Malta одлучија да дојдат, да не посетат како специјални гости кои што ќе земат збор за некои десетина минути, чисто да ни кажат што планираат за нашата трета македонска криптоконференција во Скопје ова лето, каде што ќе имаат и своји представници со своји презентации, така да ќе биде интересно. Очекувам да имаме доста добро дружење и нормално да се видиме на 29 март во 11 часот во Народниот театар во Битола. Сега во однос на она што го работиме денес, како што знаете, тоа е дел од плейлистата анализа на коини и токени, каде што нормално најголем дел од предлозите ги добиваме директно од вас, со тоа што постираме на нашиот Facebook профил, како што може да видите овој интересен постер, каде што бараме вие да ни кажете кои се потенцијално следните коини кои што би сакале да ги обработуваме. Дополнително ги бираме најдобрите од предлозите кои што ќе ни бидат дадени и нормално истите се обработени на нашиот канал. Во однос на тоа кои се преостанатите коини кои што треба да ги обработиме од оние кои што веќе се избрани по ваш предлог, следно е Midnight, Flare, Conflux, Telcoin и Trust Wallet TWT и последен Centrifuge. Ова се коини кои што се уште се во тек, нормално ги обработуваме еден по еден. И да се подсетиме дека веќе почнавме да ги обработуваме повторно и старите коини кои што веќе имаат основно видео на нашиот канал со свој апдейт. Веќе ги обработивме и Ethereum, и XRP, и Polygon. Следен за обработка ќе биде Chainlink. Така да правиме некоја комбинација, гледаме кога нема премногу материја, да правиме барем по една анализа на коин во текот на неделата, без разлика дали станува збор за нов или стар. И наскоро нека заврши оваа организација што имаме на 29 март. По нашето враќање во Малта, потенцијално ќе имаме и алткоин недела, каде што нормално знаете, ќе обработиме 4 до 5 последователни коини, нови и стари, во една недела која што е посветена исклучиво на алткоини. Така да тоа е во однос на тоа како го правиме за изборот. Као што кажавме, сите овие коини може да ги најдете на плейлистата анализа на коини и токени во нашиот канал, каде што може да ги најдете досега сите 107 обработени коини на македонски јазик со анализа која што ние лично ја развивме за себе, нормално ја користиме за анализа на сите овие коини на каналот, со цел на македонците да им дадеме генерална слика за секој од овие проекти, а нормално доколку истите сакаат да ја надградат за нормално своја лична употреба, инвестирање и така натаму, со тоа што анализата ја правиме со одговарање на овие 6 групи на прашања, каде што можеме да видиме дека секоја од овие групи на прашања обработува еден дел од самите проекти, кој што ни треба да ни биде познат нормално за она што практично прави самиот проект. Така да пак ќе напоменам, значи сето ова е исклучиво направено in-house со наша анализа, смислено за нас лично и го користиме за нашата заедница,
Со тоа што ние ги одговараме по ред овие нели категории на прашања, ги одговараме како зависи секој проект различен, така и ги одговараме до крајот на самото видео. Со тоа што секогаш почнуваме прво од апликација, односно која е неговата практична примена на коинот, зошто постои, дали истиот има проекти кои што му се конкуренција од реалниот свет и нормално апликации од криптосветот кои што можат потенцијално да го заменат. Тоа е првото прашање кое што ќе одговориме. Со тоа што Astar, како што веќе кажавме, е екстремно мал проект, значи ова е практично микропроект, како што може да забележите и сами. Станува збор за моментално проект помал од 100 милиони долари. Како што знаете, помало од 1 милиарда ги сметаме како микро, ова е исклучиво мал проект, затоа и не инвестираме директно во него. Она што го имаме како практично како резултат на нашата учеството во аукцијата на Polkadot. Затоа малку подоцна. Со тоа што генерално како микропроект прво би морале да кажеме дека е исклучиво би рекол нели ризичен. Тоа е една работа која што мораме да разјасниме на самиот почеток, затоа што ваков тип на мал маркет кап напосредно кажува дека има и мала ликвидност и многу често за вакви мали проекти може да се случи најлошото за жал. Да изгуби ликвидност и да едноставно не можете дури да испаднете од самиот пазар. Дополнително истиот е дел од Layer 1 екосистемот, но со неговата исклучиво мал маркет кап се наоѓа на доста ниско место. Погледнете, истиот моментално се наоѓа негде на 400 место, само секунда да го најдеме точно, дури на следната страница е, така да навистина станува збор за екстремно мал проект, но како и да е, значи тоа што е мал проект не значи дека не вреди, денеска баш тоа ќе го покажеме дека има доста интересни, би рекол, партнерства моментално. Само секунда точно видиме, неговиот маркет кап беше 68, значи сме го промашиле, се извинувам, само секунда, веднаш ќе го најдеме. Значи сигурно е на првата страна. Само момент. Значи да, станува збор за доста ниско, би рекол, место. 68. Ево, значи на 360 место. Знаеме дека топ 100 се најчесто оние кои што навистина имаат најголем потенцијал, но гледаме дека и овдека се наоѓаат доста интересни проекти на, да речем, малку подалечно место, како Ronin, кој што е основниот блокчейн на најпознатата игра на блокчейн, Мантра, тоа е за токенизација на недвижност и така натаму. Со тоа што пак ќе напоменам, сега овој маркет кап не кажува се што би требало да знаеме за овој проект, но станува збор за Layer 1, а знаеме дека Layer 1 како категорија е презаситена, значи имаме екстремно голема количина на Layer 1, така да овие помали реално и нема некоја голема шанса, тоа е барем мое мислење. Кога станува збор за Layer 2, затоа што истиот представува дел и од Layer 2 екосистемот, ќе објасниме наскоро како нели практично е поврзан со Layer 2 на Ethereum, а матично истиот постои на нормално на Polkadot. Сега тоа е во однос на би рекол дали има од реалниот свет проекти кои што може да го заменат, нормално дека не, станува збор за блокчейн проект кој што е Layer 1 и Layer 2, не постои софтвер од реалниот свет кој што може да ги замени овие типови на блокчейни и она што тие го прават. За разлика од тоа, кога станува збор нормално за би рекол криптосветот, постојат многу кои што може да го заменат, но на еден или на друг начин многу често гледаме дека секој од овие блокчейни си го наоѓа своето место во одредена категорија. Сега за сега не би рекол дека е таков случајот и со овој проект, но нели наскоро останува да видиме. Пак ќе напоменам највеќе поради тоа што има многу добри партнерства, а за тоа ќе разговараме токму сега. Прво можеме да забележиме дека Astar како проект постои доста, би рекол, време, со оглед на фактот дека неговата прва рунда на би рекол финансирање е уште од 2021 година февруари, што значи дека ефективно постои веќе повеќе од 5 години, со тоа што дека не е се уште би рекол нели во фул фаза на проект, туку е се уште во основна фаза на инвестирање, каде што можеме да видиме големи имиња како Binance Lab, потоа овдека може да го видиме OKX, една од најголемите менувачници, HTX, една од најголемите менувачници, практично беше хубаво, би сега е малку поинаку, како и да не менува ништо, сакам да кажам дека станува збор за доста поголеми би рекол проекти, за жал и Alameda Research, но да не гледаме негативно ова. Гледаме дека има неколку, каде што можеме да видиме и солидни количини на пари, 2,4 милиони собрани во првата, 10 милиони во втората рунда на инвеститори. Повторно гледаме некои интересни имиња.
Crowdloan, ова беше делот со Polkadot, како што кажавме, парачейн аукциите на 16 декември 2021 година. Ние учествувавме уште во почетокот на неговото иницијално излегување на Polkadot. За жал, вредноста на токените заедно со се останато е доста намалена, но пак ќе напоменам сега за сега истиот функционира. И гледаме дека има уште неколку рунди во кои што гледаме солидна количина на средства собрани, 22 милиони. Да, и да не забораваме дека 20% вкупната количина на токени на Astar беа алоцирани преку Crowdloan на Polkadot. Што значи дека матично Astar и понатаму се наоѓа на Polkadot. Односно, еве како изгледа аукциите. Сега ова е малку повеќе дел од токеномијата. Односно разговараме за тоа како истиот беше воспоставен и кој е неговиот блокчейн. Пак ќе напоменам, сите овие прашања може да ги најдете на оваа листа. Значи зборуваме за тип на блокчейн и зборуваме за генерално како истиот настанал и каде истиот е компатабилен, затоа што е компатабилен со два екосистеми. Значи уште во првите аукции можеме да забележиме, ова се првите 4 аукции, на 4-то место Astar успеа да добие свој парачейн, односно да биде еден од 100 основни парачейнови на Polkadot, со тоа што истиот, верувале или не, доби неверојатни 10.333.000 DOT токени заклучени за да добие 2 годишна позиција на овој Zero Chain Layer на Polkadot. Како што може да забележите, за секој DOT добивавме по околу 102 Astar токени како награда. Пак ќе напоменам, значи станува збор за екстремно мала количина на средства, кои што сега пак дури и со нивната вредност е, би рекол, незначителна моментално. Но само сакам да ви кажам дека ентузијазмот за овој проект беше доста голем уште од самиот почеток, заедно со Акала и Moonbeam. Погледнете, значи апсолутно 4-то место, веднаш така речено добија аукција во првите 5, кои што практично гледаме како изгледа. Сега, во однос на парачен аукциите, може да погледнете во Polkadot видеото, одека само сакам да ви покажам дека истиот беше дел од овие аукции. Као што може да забележите, одека постојат одредени услови за тоа дека треба 2 години вашите DOT токени да бидат заклучени, за тоа добивате, као што видовме, 102 токени за секој DOT заклучен токен. Така коин се извинувам, така да ова е на некој начин идејата како да учествувате во финансирањето на самиот проект, а во исто време и да добиете соодветна награда, практично нешто слично на venture capitalist тип на инвестирање, но од секојдневните луѓе. Така да, многу интересно замислено, затоа и учествував уште од самиот почеток. Сега вака после 4 години можеме да видиме дека релативно тоа е грешка наша, затоа што и DOT и овие кои ни изгубија многу, би рекол, од својата вредност, но пак ќе напоменам, идејата е одлична, тоа што изгубиле не значи дека во иднина нема да се врати оваа вредност. Сега за жал не изгледа така. Но како идеја, значи ние воопште не жалиме, значи сме верувале во одредени проекти, веруваме и понатаму. Некои од овие проекти и понатаму очекуваме дека нема да успеат, тоа не го менува фактот дека ќе продолжиме да инвестираме оваа технологија overall, знаеме каде сите оди. Сега, кога станува збор за генерално како изгледа самиот блокчейн Astar. Не станува збор за ERC токен, не станува збор за апликација, туку станува збор за самостоен блокчейн кој што е изграден како proof of stake тип на блокчейн на Polkadot. Значи, уште еднаш да напоменеме, Polkadot како Layer 0 представува комуникативно ткиво помеѓу различните парачейнови кои што се наоѓаат на овој Layer 0. Идејата на Layer 0 е токму тоа, да овозможи меѓусебна размена на капитал, токени и информации помеѓу сите овие блокчейни. И според тоа, уште еднаш ќе напоменам, секој од овие блокчейни одлучува каков тип на механизам ќе има, дали ќе има свој блокчейн механизам, дали ќе биде само апликација. Значи, Astar одлучи да биде proof of stake, со тоа што е delegated, nominated, како сакате тип на proof of stake, каде што имаме оние групни нодови кои што практично ги алоцирате вашите токени за стейк, а они ги користат истите за да имаат право на глас на овој блокчейн. Сега, тоа е во однос на основниот блокчейн, но гледаме дека истиот се развива и моментално истиот поседува паралелно на основниот блокчейн Ethereum Layer 2 Zero Knowledge Virtual Machine тип на блокчейн. Односно, истиот го користеше Polygon, преку Polygon направи на CDK, Chain Development Kit, на Polygon, направи, како што можеме да забележиме, свој блокчейн како Layer 2 на Ethereum. Што значи дека моментално Astar е компатабилен и на Ethereum и на Polkadot. Истиот моментално поседува мост кој што може во исто време, нели, капиталот да го пренесувате од самиот Astar блокчейн на Polkadot до
Ethereum како екосистем. Да, и матично оваа компанија е од Јапонија. Исто интересно што мораме да спомнеме. Сега дополнително покрај тоа што самите имаат моментално Layer 2 кој што е функционален, нивните коини се дополнително во да речем екосистемот на Ethereum може да бидат користени преку уште еден интересен проект, а тоа е Soneum. Знаете дека Soneum е блокчейн кој што е, сега повторно, не е директно блокчейн, туку е Layer 2, направен на OP-Stack, Optimism, матично доаѓа од Sony компанијата, кој што треба да биде користен како блокчейн за нивната платформа, Sony. Сега, Soneum моментално во соработка со Astar прави токенот Astar, односно коинот Astar, да може да биде користен на Superchain и на практично целиот екосистем на Optimism. Многу интересно. Моментално Astar преку Soneum, кој што има директна соработка, значи затоа што Soneum нема свој коин, го користи Astar во целиот екосистем кој што е поврзан преку Superchain тип на конекција на сите OP-Stack Layer 2. Овдека можеме да видиме сега Coinbase веќе не е, Base Chain, како што видовте се оддели самиот, но останатите се уште се овдека како Unichain, ова е WorldCoin и ова е, сега да му тепате не се сеќавам кој, но беа неколку, ќе провериме овде. Значи, иако моментално Astar не е дел од Superchain екосистемот, уште еднаш идејата на Optimism Stack е сите овие блокчейни што играат овдека да можат да функционираат компатабилни едни на други, да трансферираат, како што беше на Polkadot, истото на Ethereum за оние Layer 2 кои што се изградени на истиот Optimism Stack, значи на истата технологија на Optimism коинот, каде што гледаме дека спаѓа и Ink, тоа е блокчейнот на Kraken, една од најголемите менувачници, Unichain, тоа е најголемата децентрализирана менувачница, Uniswap, Soneum, како што веќе спомнавме, и надолу гледаме уште некои интересни имиња. Пак ќе напоменам, идејата е дека преку оваа конекција со Soneum, Astar токените може да бидат користени во екосистемот на Soneum и на целиот Super Chain екосистем. Со тоа што овдека е официјално и на нивната страна, објаснето дека ово партнерство што моментално го гледаме, дозволува на Astar како Layer 2 на Layer 1 на Polkadot да може директно да учествува на Layer 2 преку собствениот chain и преку конекцијата со Soneum. Можеме да видиме, како што видовме во оние funding rounds, дека станува збор за големи имиња кои што позади овој проект стојат. Таму кои што не ги видовме се Crypto.com, Binance Labs ги видовме, Alchemy Ventures, тоа е од Alchemy Pay, да видиме уште некои интересни ако евентуално сме помашиле. Сега не можеме да ги знаеме сите, може би знаете вие некои од овие поголеми имиња од тоа што јас го знам. Еви Coinbase Ventures исто така, таму не го видовме. Значи најголемите менувачници се инвеститори во овој проект. Сега, ова е таа интеракција со Soneum што зборувавме, како дел од white paper-от можеме да видиме дека Astar коинот може да биде искористен директно да се, така речено, на сите оние апликации на целиот екосистем на Soneum и на, како што видовме, Superchain. Односно, погледнете, истиот може да биде користен за стейк и за позаемици на DeFi делот на Soneum, а со тоа и на целиот Superchain. За разменување, значи Astar може директно преку Soneum на Layer 2 да се користи на Uniswap, QuickSwap, Sonex и така натаму, тоа се дексови на Superchainот на OP-Stack. И понатаму можеме да видиме за најразлични ствари како плаќање на Soneum, затоа што овде имаме блокчейн кој што се занимава со игри, да се користи како платежно средство во игрите, значи апсолутно за се може да се користи Astar во овој екосистем. Тоа е она интероперабилност која што е потребна за да може да функционираат сите овие коини, затоа постојано зборуваме, иднината е интероперабилност, иднината не е еден блокчейн. Сега овдека можеме да забележиме дека самиот по себе, јасно, ова се мостовите кои што постојат, се наоѓа на Polkadot. Истиот има мост кој што е EVM, тоа е практично мостот до неговиот Layer 2 кој што е изграден на Chain Development Kitот на Polygon, а дополнително има и уште еден мост кој што води до, како што видовме Soneum, тоа е Layer 2 на OP-Stack. Така да гледаме дека барем овие три ми се јасни, други искрено не сум точно сигурен за што, но како и да е гледаме дека овој капитал од Astar може да се пренесе на три практично масивни екосистеми, тоа се Polygon, каде што го има матично својот Layer 2, Polkadot и нормално Soneum, тоа е OP-Stack екосистемот на Layer 2 на Ethereum. Дополнително кога станува збор за
тоа на кои новчаници истиот може да биде чуван. Кога станува збор за Ethereum, значи ова се новчаниците на кои што може да го имате. Погледнете, 530 различни новчаници кои што поддржуваат Ethereum коини токени, така да може да ги погледнете сами. Кога станува збор за Polkadot, ова се Polkadot новчаниците кои што може да ги имате. Јас користам Polkadot JS, тоа беше и новчаникот кој што во основа е, како што може да забележите, директно на браузер се инсталира и го имате како новчаник за да може да транзактирате со Polkadot екосистемот. Тоа е во однос на основните новчаници кои што го поддржуваат овој коин, односно токен. Сега, како Proof of Stake блокчейн, самите по себе имаат и нормално своји основни органи, меѓу кои DAO, ова е како изгледа DAO-то, astar.subsquare.io, каде што на овој DAO може да забележите како изгледа гласање во однос на се и се што, значи буквално стандарден DAO, каде што имате предлози и нормално сега вие реално не можете директно да гласате ако не се лажам во однос на ова, туку гласаат во ваше име Delegated Proof of Stake нодовите. Не сум баш сигурен, секој од овие е различно, но еве како изгледа доколку сакате потенцијално пробате, ова се новчаниците кои што може да ги користите за да практично гласате на и еве ги за Ethereum и еве ги за Polkadot, кои што може да ги користите за да гласате во овој DEX, тоест DAO, се извинувам. Така да, пак ќе кажем, лесно може да го најдете и ова е начинот на кој што функционира самиот блокчейн во однос на неговите одлуки, што е добро. Секогаш кога гледаме активен DAO, тоа е исклучиво добро за самиот блокчейн. А кога станува збор за нодови, како што кажавме, истиот е Delegated Proof of Stake тип на блокчейн, значи ова е white paper од нивни, како што може да забележите, ова е како изгледа потребите за да направите нод. Значи, еве ги потребите на, така речено, компјутер, кој што ви е потребен за да може да имате archive node. Значи, тоа е full node на Astar блокчейнот, а во дескрипцијата ќе го најдете и овој линк и линкот од самиот Polkadot, каде што може да видите точно, затоа што да се потсетиме, основниот блокчейн на Astar се наоѓа на Polkadot. За да направите нод, овдека ќе може да ги најдете детално инструкциите, се што ви е потребно за да имате нод на Astar блокчейнот. Значи, пак ќе кажам, ова може да го најдете во дескрипција, во линк кој што ќе биде поставен таму. И во однос на стейкинг, на годишно ниво 13,4% е моментално APR за стейкинг на така речено Astar токени, коини, се извинувам. Со тоа што пак, ако отидете на стейк, овдека ви ги дава новчаниците преку кои што може да правите стейк и повторно може да одберете дали станува збор за Polkadot новчаници или пак станува збор за Ethereum новчаници, значи може да направите стейк и на Polkadot и на во оваа ситуација Ethereum. Значи дури од Ethereum може да правите стейк на Astar, што е исклучиво добро. Не морате да ги држите на самиот Polkadot. Да видиме што се случува понатаму околу екосистемот, значи можеме да видиме дека исто така имаат активен екосистем, значи моментално можеме да видиме активни 377 апликации за најразлични нормално делови од крипто, со тоа што за жал, иако имаме очигледно активен екосистем, има апликации, тоа не значи дека истиот е екстремно користен. Зошто го зборувам ова? Во делот со DeFi, ако веќе зборуваме за екосистем, овдека најдобро се гледа која е уствари ликвидноста, односно колку пари моментално има во овој екосистем. Не е доволно еден леер 1 да има само екосистем, поентата е да видиме колку пари циркулираат низ истиот. На DeFi Lama може да видите многу јасно дека во Astar моментално има само околу 1,9 милиони долари во целиот екосистем на DeFi апликации. Зошто зборувам дека ова е доста малку? Затоа што споредбено на тоа, еве како изгледа голема ликвидност кога станува збор за големи протоколи, како Aave, кој што има 24 милиарди. Сакам да кажам дека не очекувам да има милиарди, но ако треба да споредиме и овие, да речем, помали проекти, е пример Pendle има 2 милиарди долари маркет кап на неговиот DeFi сектор. За жал, за разлика од тоа, за Astar имаме исклучиво мала количина на ликвидност. Гледаме дека на почетокот, погледнете кога ова е практично моментот кога истиот веќе доби аукција за сайдчейн, односно парачейн на Polkadot. Гледаме дека има голема ликвидност, 360 милиони долари на неговиот DeFi сектор. За жал, не е истиот случај сега. Понатаму ќе видиме, но сега за сега, како што можеме да забележиме, не е нешто премногу развиен нивниот екосистем. Кога станува збор за вести, овдека ќе преминеме малку на некои интересни вести кои што ги најдовме за овој проект. Најголемата вест што најдовме, а веќе ја споделивме со вас, беше нормално партнерството со Soneum. Значи, не гледам зошто Soneum би направил партнерство со Astar и да дозволи неговиот коин да биде користен во неговиот екосистем, ако не гледа дека овој проект е добар.
Од друга страна, во ноември добивме известување дека наскоро Astar ќе биде ставен на Coinbase. За сега се уште немаме официјални информации дека тоа се случило. Ќе го провериме тоа малку подоцна, кога ќе погледнеме на кои менувачници е достапен. И моментално вели AAV како најголем lending and borrowing протокол, тоа го видовме во DeFi секторот, значи уште да потсетиме, ова е апсолутен гигант. Погледнете, станува збор за гигант од 24 милиарди долари ликвидност во DeFi секторот, значи ова е апсолутно најголемиот протокол за lending and borrowing. Моментално е достапен на Soneum. Зошто е толку битно да се потсетиме? Што нормално директно помага и на самиот екосистем на Astar. Значи моментално Astar преку Soneum и неговите коини се користи практично за да може да функционира на Layer 2-ките на Soneum. Уште еднаш, као што можеме да видиме, Astar се користи за колатерал за lending, staking and borrowing. Така, што значи дека во оваа ситуација, со оглед на фактот дека AAV е достапен на Soneum, автоматски Astar има директен пристап до оваа платформа за lending and borrowing. Сега ќе направиме една кратка техничка анализа. За жал, уште од неговиот почеток, значи као што веќе знаете, немавме алткоин сезона, па така и овој коин како и сите останати уште од неговиот почеток, односно јануари 2022 година, тоа е кога ја доби аукцијата на Polkadot, почнува да се тргува коинот на пазарот. Гледаме дека истиот е во постојан пат. Ова се тие некои 3 коини кои што веднаш ги добивме на аукции, за жал другите не сме ги ставиле, ама и немало некоја поголема потреба. Значи како Polkadot, така и овие коини за жал се во пат уште од нивниот почеток. Но пак ќе напоменам, тоа не значи дека е завршена приказана, тоа значи дека за сега за жал и понатаму се во ефективен bear market, тоа значи дека имаме акумулациона фаза од практично 4 години. И можеме да видиме на месечно ниво дека индикаторите се екстремно препродадени, значи нивниот MACD се наоѓа на минус 52, најчесто во најголем дел од случаевите сме виделе дека дното најчесто поголем дел од коините го прават негде блиску до минус 60 на MACD. Гледаме локално дно утврдено, гледаме екстремно ниска вредност на RSI од само 34, сток RSI на апсолутна нула, како и многу другите коини се наоѓа на екстремно препродадена вредност, се наоѓаше во оваа акумулациона фаза канал, но за жал излезе надвор од истата, посебно погледнете кога, октомври, значи овдека веќе го формирал дното, верувам дека голем дел од луѓето очекувале дека ќе се движи нагоре, но за жал како и останатите алткоини, истиот беше жртва на оние големи ликвидации и гледаме екстремно падење на неговата цена надолу. За жал, таква е состојбата во целиот криптосектор моментално, пак ќе напоменам, тоа не значи дека овој коин не вреди, тоа значи дека овој коин како и многу други моментално е во фаза каде што голем дел од ритейл секторот не е заинтересиран за него. Останува да видиме кои од овие коини ќе успеат да преживеат и нормално да се појават повторно во следниот bull market. Овој основен bear market тренд кој што го гледаме и понатаму ќе биде основата која што следиме за потенцијален breakout. Дури кога конечно овој коин ќе има доволно сила да пробие над оваа тренд линија, можеме да разговараме за потенцијален следен чекор, односно некаков тип на почеток на алткоин сезона. За сега едноставно се наоѓа во ефективен bear market како поголемиот дел од криптосекторот. Сега до сега горе-доле објаснивме за техничка анализа, фундаментална анализа во однос на вестите. Овдека би сакал, значи партнерствата ги објаснивме, менувачниците кој што е достапен, би сакал тој да го покриеме сега. Значи можеме да забележиме дека е достапен на многу менувачници, што е позитивно, тоа значи дека многу од овие менувачници на некој начин го имаат достапен, а тоа уште толку е зголемува неговата ликвидност. Најголемите Binance, MEXC, Gate, IO, OKX и така натаму, со тоа што пак ќе напоменам овдека не успеав да ги најдам Kraken и не успеав, Kraken, се извинувам, не успеав да го најдам исклучиво Coinbase. Значи еве KuCoin, BitGet, тоа се најголемите горе-доле. За жал Coinbase го нема. Тоа значи дека потенцијално излистување на Coinbase ќе биде доста добар буст за овој коин, затоа што гледаме дека Binance веќе го има излистано. Ама Binance го има излистано уште од 2021 година, затоа што Binance помогна во аукциите на Polkadot, така да не е ништо ново околу тој дел. Сега следно би сакал да поминеме преку неговата токеномија, генерално, она што остана, освен самиот тип на блокчейн, залиха и така натаму. Прва работа околу овој дел, што е поврзана со токеномијата, е дека истиот нема
се уште нормално ниту блиску нешто до Spot ETF, никаде не сме виделе да се спомне Astar. Исто така нема се уште никакви информации за потенцијален DAT, тоа е Digital Asset Treasury, дека некоја компанија го купува директно. Ова се екстремно мали коини, верувам дека ќе помине долго време пред некој да се осмели да направи Spot ETF или DAT на ваков тип на коин, но нормално мораме да ги спомнеме. Ако станува збор за останатите индикатори во однос на токеномија, прво ќе погледнеме дали има било каков тип на токенизација на овој блокчейн. Значи, знаете дека сите layer кецови и layer двојки ги проверуваме за токенизација, значи на овој нема и не се очекува да има, искрено има премногу мала ликвидност. Кога станува збор за генералната токеномија, ова е доста добро затоа што неговиот vesting schedule е завршен практично. Погледнете, значи се наоѓа буквално на само уште 100.000 токени до total supply. Со оглед на фактот дека знаеме кој е нормално за стейкинг практично APR, тоа е 13%, тоа значи дека ефективно во иднина овие 13% се уствари инфлацијата која што има коинот. Само секунда, да најдам каде ни беше делот за стейкинг. Само секунда. Ќе го најдем. Значи, идејата со стейкинг од 13% е дека во иднина ќе мора да практично се зголемува на годишно ниво количината на токени во износ од 13%. Тоа е поентата на APR, така знаете колку треба се минтаат нормално коини во иднина на годишно ниво. 13% е голема инфлација, да бидеме реални, но ви кажувам нели како стоат работите. Сега за сега има burning механизам, но за жал не успеав да најдам каде е и како изгледа неговиот чарт. Значи, во однос на burning, ефективно според нивните информации постои. Тоа можеме да го видиме на основната страна. Само секунда да ви го покажам тој дел, но јас реално нигде на нивната страна не успеав да го најдам како информација за да можам да ви кажам еве колку има изгорено или еве како функционира. Само е кажано дека ефективно исто постои, само да го покажеме тој дел, а во однос на vesting schedule, како што кажеме, постои само уште една рунда на vesting, односно еве Astar burn drop, каде што наводно доброволно, сега дали е тоа механизамот, дали е трежери, не сум сигурен. Значи доброволно самиот механизам гори одредена количина на токени, но за жал нема повеќе информации. За жал се уште не успеавме да најдеме. Ако некој има, ако некој знае околу ова, би ве замолил нормално да споделите во коментар со цел луѓето да има нели повеќе идеја околу тоа како функционира. Значи овде е само објаснено како потенцијално би изгледало тоа, но јас никаде не најдов, како што знаете сами, ефективно да видиме burn механизам како што е тоа случајот со Ethereum. Еве како изгледа, значи еве каде се наоѓаме, можеме да видиме дека буквално се наоѓаме на последниот дел од овој vesting schedule, кога станува збор за Astar, значи дека најголем дел од токените се веќе распоредени и тоа е доста добро затоа што кога имаме vesting schedule на почеток, знаете дека има голема количина на токени кои во оваа ситуација кои што ќе направат дамп. Сега за сега можеме да забележиме дека тоа е завршено. Сега, како што видовте, значи овде ќе имаме околу 20% од токените кои што се во парачен аукшен, тоа е црвениот дел, тоа е полката од аукцијата. Тимот има 252 милиони токени и сега овде нормално ќе можеме да забележиме тоа колку е процентуално. Значи, тимот има само 5%, што е доста добро. Колку е помала количината за тимот, толку повеќе ви кажува дека луѓето навистина сериозно размислуваат за овој проект. Сега, за жал, early supporters и нормално ова е делот каде што имаме 30%, ова се оние, да речем, луѓе кои што на самиот почеток учествувале во аукциите заедно со financial backers, а тоа се 40%, тоа е малку проблематично, затоа што овие 40% доколку цената порасне, дефинитивно ќе направат дамп и ќе продадат. Посебно со оглед на фактот дека чекале со години за токените да им бидат алоцирани. Гледаме дека доста интересно направиле 10% да има за protocol development, да има постојано за апдейт на самиот нормално протокол, што е доста добро, и 10% на фондацијата за истиот да може да функционира. Што мислам дека токеномијата му е доста добра, не е ништо радикално поразлично од другите, би рекол. Сега кога станува збор за неговите основни карактеристики како блокчейн, знаете дека користиме одредени страни кои што ни даваат идеја да видиме каде се наоѓа одреден проект. Значи, истиот се наоѓа во топ блокчейни, кога станува збор за стейкинг. Имаме 16,4 милиони долари моментално под стейк за овој блокчейн, што е, би рекол, доста добро. Сега ќе ви објаснам зошто. Ако го погледнеме моменталниот маркет кап, 16,4 милиони од 68, тоа е негде околу 20% од неговата
од неговиот маркет кап, 20% од неговиот маркет кап се наоѓа во стейк, што мене ако ме прашате, воопште не е лошо, тоа значи дека очигледно некои луѓе очекуваат на долг рок нешто да се случи со овој проект, затоа и ставиле 20% од неговиот маркет кап во стейк, што е доста добро би рекол. Као што веќе кажаме за DeFi, делот го објасниме, значи нема голем ликвидност кога станува збор за DeFi. Овдека можеме да забележиме во однос на брзи блокчейни, чисто ќе го запишеме да видиме дали истиот се наоѓа на оваа листа. Само секунда. Значи, за жал, немаме многу информации околу овој дел, за жал, што значи дека не е нешто посебно брз, тоа би било добра карактеристика, но за жал истиот ја нема или можеби не е регистрирана. И кога станува збор за daily active users, значи ова ние колку има дневно, има околу 3,6 значи корисници овој блокчейн. Сега 3,6 на дневно ниво, како да ви кажам, за вака мал проект дури не е така лошо, мене ако ме прашувате, но ако споредиме како треба да изгледа, значи еве како изгледаат оние кои се најкористени, како на пример Binance моментално на дневно ниво има 4,3 милиони корисници, а Astar има 3000. Така да сакам да ви кажам еве како изгледаат најголемите. Нормално секој од вас може сам да одлучи дали истиот е или не е потенцијален за воиднина. Стварно станува збор за екстремно мала количина на юзери. Еве, например, сите тие што го плукате Polygon, само да ви покажам, истиот на дневно ниво има 735.000 активни корисници. И го става моментално на топ 10, ако не сажам на 10-то место, но како и да е во топ 10. А за разлика од тоа, еве како изгледаат малите проекти, каде што имаме многу мала, нормално многу мала заинтересираност, многу мала количина на активни юзери, но пак ќе кажам, тоа го става на некој начин во ситуација да е мал блокчейн, така да не може да очекувате нешто премногу, па затоа и ризикот е многу поголем. Значи тоа е секогаш една од главните работи, ризикот секогаш ќе биде многу поголем за ваков тип на мали проекти. 85-то место по активност на самиот проект, значи можеме да видиме дека во однос на колку е активен, во однос на неговиот оперативен тим на девелопери, гледаме дека секој месец има активност, некој од, така речено, 5 до 15 скрипти, оние commits на GitHub, со тоа што пак 85-то место гледаме и некои интересни проекти овдека како Engine Coin, ово е нешто интересно што првиот 2020 би рекол Bull Market, Synthetics, исто така интересен проект, Mutable X, најголемиот платформа за игри на Ethereum. Значи, сакам да кажам дека моментално, Sandbox исто така најголемиот виртуален свет, има некои интересни проекти кои се наоѓаат на исто место во однос на активност на самиот блокчейн. Сакам да го споредам за да имате прилика идеја што значи да биде на 85-то место, не е само да ви кажам, на 85-то место се наоѓа по активност на девелоперите. Кога станува збор за девелопери, истинно да ви кажам право воопште не е лош. Значи можеме да забележиме дека има солидна количина на full-time девелопери, 51, од кои, тоест извинувам, 18, но од кои, погледнете се овдека, 51 се кои што се наоѓаат повремено и работат на овој проект, но вели 30, околу 30-тина well established. Тоа значи дека ова се девелопери кои што подолг временски период работат активно на овој проект, што реално и не е така лошо, но повторно overall, ако го споредиме со најголемите, кај што имаме десетици, илјадници, нормално дека не може да се споредува, 18 го става негде доста ниско. Еве каде го става, значи Mental, што е Layer 2, еден од најголемите на Ethereum, исто има толку 16 девелопери, Balancer Lending Borrowing, PIT, еден од најголемите Oracle, втор после Chainlink, има 14, но станува збор за Layer 1, така да и не е така лошо сега реално правим муавет, но како и да е, нели. Има некои солидни проекти кои што се наоѓаат во истиот овој рейндж на активни девелопери и кога станува збор за децентрализација, тоа исто така е една посебна категорија која што обрнуваме внимание, можеме да забележиме дека има околу 28,5% од овие токени кои што се фокусирани на едно место. Во однос на распределата, стварно не можев да кажам конкретно што би можело да биде, затоа што се станува збор за еден новчаник. Со оглед на фактот дека vesting schedule-от е скоро завршен, најголемиот дел од токените се веќе алоцирани, овие 28% стварно не можам да разберам кои се, ако веќе ги погледнеме новчаниците во однос на нивната процентуална застапеност. Early supporters, да, но во оваа ситуација тоа е распределено на многу новчаници, дека не е еден. Така да стварно не можам да разберам кој е овој еден новчаник кој што поседува толку голема количина на средства и е доста, би рекол, критично.
Овие 7-6 има логика да е, не знам, фондација или новченик за развој и така натаму, но ово е доста критичен, а нема име. Најчесто ако е менувачница ќе стои име дека е Binance или Kraken и така натаму, така да ова е доста критичен новченик. Овие се, но не толку многу како што е овој. И дополнително надолу веќе гледаме децентрализација, но за жал вели во топ 100 ходлери се наоѓаат 99,2 од вкупната количина на токени, што е малку алармантно. Тоа значи дека во топ 100 апсолутно сите коини се фокусирани. Така да тоа е малку проблематично. За жал немавме второстепена анализа, зашто најчесто на CoinMarketCap наоѓаме исто така дел со диверзификација во однос тоа кои новчаници колку голема количина имаат, но за жал во оваа ситуација не можевме да најдеме такво нешто. Да, има за unlock, да, има за тоа кој колку поседува, но немаме за децентрализацијата, едноставно немаме за тоа кој колку коини поседува. Така да ова е единствениот податок кој што го имаме во однос на тој дел. Кога станува збор за самиот Astar како проект, верувам дека најчесто кога ги наоѓаме овие проекти на Arkham Intelligence, тоа се нивните фондации. Нема логика, проектот не може да поседува 5 милиони USDC, сигурно е фондацијата или нормално организацијата која што стои позади овој проект. Со тоа што можеме да забележиме дека директно во нивното портфолио Astar коини немаат. Тоа што навистина го имаат е некоја мала количина на кеш, а тоа се 5 милиони USDC. Така да тоа е на некој начин интересен дел кој што сакаме да споделиме со вас. Овде ќе имале малку и повеќе, но сега имаат 5. Така да нивната фондација гледаме дека нема нешто голема количина на Astar коини, можеби веќе ја елиминирале, кој знае. И ова е Astar Explorer, нормално за нивниот Layer 1 на Polkadot. Ако некој сака од вас да ги провери така речено своите трансакции, тоа може да го направите на овој Explorer. И сега одека би сака само да проверам дали можеме нешто имаме пропуштено, значи најголемите новчаници децентрализација веќе поминавме, активни девелопери, делот со токеномија го одговоривме целосно. Во однос на ETF, како што веќе кажавме, и DAT не постојат. Да, нема моментално поврзано со кривични судски случаи, што е доста добро, значи не е опфатен со ниту една тужба, ништо слично на тоа. Менувачници, партнерства, тоа го објасниме, вести за проектот, за жал немаше многу, тоа што го имавме го споделивме. И да, основните прашања ги одговоривме во целост. Така да се надам дека уживавте, како и секогаш би ве замолил доколку сакате да поддржите нашата работа, да овозможите да креираме уште повеќе материјал како за макроекономија, геополитика и блокчейн. Помогнете ни со тоа што ќе станете дел од нашата Patreon заедница и нормално ќе ни се приклучите на лајвстримот кој што е исклучиво наменет за нашата Patreon заедница во текот на утрешниот ден. Така да тоа може да го направите со линк кој што ќе го најдете во дескрипција на секој од нашите видеа, а за оваа мала чланарина која што уплаќате ќе добиете привилегии да имате пристап до нашите чатови, каде што може да разговарате заедно со сите наши членови, да споделите она што го знаете, нормално да добиете информација и едукација. Потоа имате директни пораки кои што ги одговараме еднаш дневно. Као што веќе кажавме, имате пристап до лајвстримот кој што го организираме за нашата Patreon заедница, како и офлайн видеа, како што е ова видео за Astar. Прво го објавуваме на нашата Patreon апликација, а потоа го објавуваме и на нормално нашите канали. И доколку сакате да го обновите или реализирате вашето членство на годишно ниво, тоа може да го направите со 30% попуст од она што ќе го платите во Patreon. Само напишете ни на cryptogamidja@gmail.com, доколку сакате нормално да уплатите на годишно ниво, ова се сумите, кажете ни на кој блокчейн ви одговара, ние ќе ви испратиме адреса, а потоа ќе ви испратиме и линк до годишно членство на нашата Patreon заедница. Така да ви благодарам на сите, се надевам уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamidja. Listen up, class is in session tonight. CryptoGamidja, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. CryptoGamidja, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. CryptoGamidja, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold.
Bitcoin's genesis to altcoin seeds. Proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Jamizia, your educational guide through the volatility. Stay right by your side, not financial advice, just wisdom to share. Crypto Jamizia, teaching you to care.